Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Јас сум Јанко Илковски, вашиот водител во наредниве 120 минути, каде што вечерва емисијата ќе ја поделиме, добро вечер и за моите стримери. Значи, редовно кога одиме во живо, емисијата се стримува, се емитува и на Facebook, во намера да, што е можно повеќе од публиката биде вклучена. Иако искрено да прашам да кажам, да прашам зошто, а и да си кажам стварно е џабе, така што, знаеш, во некоја покултурна земја каде што постои нешто што се нарекува и маркетинг и така натаму, тоа може да функционира. Кај нас, како што гледате, емисијава е потполно бесплатна и затоа сум многу добар и симпатичен. Немам спонзори, а чим немаш спонзори, онда си независен. Преку тасета што си независен. Океј, секогаш кога работиш у некој медиум, клучна и основна работа е маркетингот. Добро, може би ќе станеме толку многу популарни. Млади сме, имаме уште време во наредниве 20-30 години, па Facebook ќе става реклами, па ќе исплаќа некакви, ќе исплаќа по гледање реклами, нешто како Google Ads што има. Не се. Два дела ќе има. Првиот дел ќе биде политички, вториот дел ќе биде омаж за Александар Стојчев. Политичкиот дел ќе ги отворам телефоните од самиот старт. Режијата ќе ја замолам што е можно побрзо да ги стави. Се однесува на отварање на културниот центар Ванчо Михајлов во Битола. Без никакви мои интервенции, насоки на кои евентуално оние што немаат што да кажат па ќе се фати на мој збор или не смее да каже па како ќе глуми лудило и ќе се расправа што јас сум кажал. Едноставно само ќе пуштам од една телевизија еден прилог во врска со ова и ќе ги отворам телефоните да чујам какви се вашите размислувања и вашите реакции. Знаете, толку се локализиравме ние како популација, што сега викаат, па тоа не е мој проблем, тоа е за Битола, нели? Битолчани нека му ја мислат. Аха, добро, браво ви, алал нека ви е на паметот, што да ви кажам. Но, ја не очекувам дека ќе имаме некоја жестока или некоја плодна дебата, но има една работа што за моево 2-децениско искуство никогаш не успеав точно да го напипам пулсот на јавноста дали и за што сака и колку сака да разговара на некоја тема. Мене ова ми е многу жешка тема, Ванчо Михајлов. Може би народот нема јасна представа колку е драматично и што носи во себе и зад себе овој акт. Инаку овој акт кореспондира с денот
колку што успеав да забележам историски, треба да го проверам уште еднаш, значи условно сватете го, е денот кога започна администрирањето на нашите источни соседи со оваа територија на времето, нели, за време на Втора светска војна, кога дошле тука, не поробиле, туку не администратирале. И интересна работа дека отворањето на Ванчо Михајлов културниот центар, кој се спондира со тој датум, има една работа, никогаш не верувам во случајности. Трето, имате ли вие јасна представа кој бил, што бил и едноставно дали имате представа што ова значи? По мене ова се последните клинци во ковчегот на она што се нарекува македонизам, Македонија, и мислам дека ние и вие сте последната генерација која нешто ќе збори со некаков пиетет, ќе памти некаков асном, затоа што овие игри не се играат за преку ноќ. Наредните пар генерации едноставно ќе исчезнат. Македонија ќе стане земја, територија, како што е Панама. Значи, Панама е, барем има добра благосостојба, овдека мизеријата е во дното, и мислам дека едноставно имаше една серија. Не знам дали ја памтите, постарите ја памтат, една страшно смешна серија и забавна, се викаше Сейнфилд. Сейнфилд е серија, оној ситком, каде што тројца пријатели во еден стан и зборат за своите догодоштини. Но Сейнфилд е тип кој е стендап комичар и кој во серијата имаше делови и сечоци од неговите стендап комедии. И во еден момент се сеќавам, вика, и неверојатно ми е, дури вулгарно ми е, но толку е бизарно и пародично, а вие колку сакате осудувајте ме заради тоа, но не овде во емисија на вашите профили, овде друга тема ќе терате. Вика, луѓето менуваат облека. Например, жените носат градник некое време, фишбајните ќе отидат, нешто ќе се искине, ово, ќе го фрли, ќе купи нов и така натаму. Долем веш, блуза, мајца, кондори, што ти ја знам и така натаму, особено жените се повнимателни да не носат поизлетене и така натаму, за нивниот општествен appearance да биде така на едно цивилизацијско ниво. Тука негде се и мажите, чат-пат, обично се облекуваме. Ме подсеќа на Фреди Кругер. Се сеќаш? Да. Ние мажите малку помалку внимаваме на тоа, во собствената ароганција дека сме лепи и неопходни, што е катастрофа. Но овој збори во еден момент и вика долниот веш кај мажите. Жените го менуваат, купуваат ново, фрлаат старо. Но што прави мажот? Памтете ли вие машко да фрлило долем веш? Не. Па што се случува тогаш со долниот веш кај мажите? Испаруе. Леле, колку сум се смеал. Ова го слушнав, пази, таа е серија од пред 20-30 години. Слободно даунлодирајте ја цела, забавна е до безсвест и ден денес е актуелна. Он живее сам у стан, има една другарка, девојка, која редовно му доаѓа, има еден луд комшија и четворица се, све се карактери. Не, мислам, многу забавно. Например, ке фатеа теба, живеат во Њујорк и вика купил кола и нашол паркинг. Али у Њујорк да најдеш паркинг, тоа е рамно на, не знам, пази, ние у Скопје го имаме тој проблем, замислете каков е у Њујорк. И вика, ај земи колата да иде. Какво земање колата? Вика да го мрдам од паркинг.
Па што ќе не бе, вика, седи на паркинг, има тука, вика, не мрда, вика, си го чува местото. И такви некои забавни финти има со него. Па, еве, нели, ни доаѓаат празници, радосни, најрадосни празници, најубави празници и, нели, збогатете си малце. Не знам дали има на Netflix, но сигурно ја има на торенти, симнете си ја жива уживанција ќе биде. Дури ако не најдете титул, иако има сабтитли, се надевам дека сте доволно писмени, барем англискиот. Но ако не сте, англискиот им е толку едноставен, не, срам ми е што зборам. Знаеш ли ти дека од 10 кои ги познавам, 9 или 8 гледаат на српско-хрватски субтитли. Англиски, дунстери. Види, неписмен народ, затоа исчезнуе, како долниот веш на Сейнфилд. Ние така ќе исчезнеме. Нема да дојдат, овде нема бомби да паднат, овде нема да дојдат со картешници, пар. Не, ние како долниот веш, ќе се истрошиме, ќе се усмрдиме и ќе не снема. Так. Океј. Вториот дел од емисијата ќе биде многу посериозен. Вториот дел од емисијата ќе го посветиме на Александар Стојчев. Александар Стојчев, не заборавивме горната камера да уклучиме, добро, не е битно. Се одржа омаш за Александар Стојчев. Не мораш да зумираш. Не, ворете, уживај. Се одржа омаш за Ванче Стојчев, каде што познати луѓе говореа за него и ние снимивме прилог. Драго ми е што снимивме прилог од тој настан. Јас негдека во вториот дел, откако ќе завршиме во дебатата, ако има, нормално, јавување за прилогот што ќе го пуштиме. Сакам да слушнете пар зборови и пар работи кои јас сакам да ги напоменам за него. Но, сега одиме со компјутерот. Не го проверив дали е во ред, дали имаме звук, но ајде, режија, во живо сме, ако ние не ја утнеме, јади бурек не е жив. Имам прилог под наслов МВР и МНР молчат, ке реагирали некои за говорот на омраза од културниот центар Ванчо Михајлов. И МНР молчат за последните провокации и говор на омраза испратени од бугарска страна. Нема одговор на прашањата на Алфа дали ќе има некаква реакција, а уште помалку некаков официјален став за соопштението на викендов отворениот бугарски културен центар Ванчо Михајлов. Во своето прво официјално соопштение културниот центар велат дека Македонија била создадена од Јосип Броз Тито, а била бугарско окупирана територија, потенцирајќи дека неизбежно било враќањето на бугарскиот идентитет во македонските градови. Несомнено, денес, како и Путин, кој жртвите на неговата криминална агресија ги прогласува за фашисти и се уште живите делови од југословенската сатрапија во нашата Македонија го дефинираат како фашизам, неизбежното враќање на бугарскиот идентитет во Битола, Охрид, Велес, Штип, во сета наша напатена Македонија. Оваа коинциденција не е ниту случајна, ниту изненадувачка. Тие се браќа по оружје и браќа за криминал, како што Путин ги создаде Донецката народна република и Луганската народна република во окупираниот Донбас, така и Тито ја создаде Македонската народна република во нашата окупирана татковина. Велат целта со скандализирањето на овој настан била засенување на фактите за бугарите во Македонија, потенцирајќи дека бројките од пописот биле лажни и дека бројот на бугари бил многу поголем во државава. Целта на скандалот беше да се засени фактот дека стотици македонски бугари дојдоа да ја видат бугарската делегација и особено официјално да го отворат клубот, кој со гордост го носи името на легендарниот водач на вистинската историска ВМРО Иван Михајлов, наследникот на Гоце, Даме и на Тодор Александров. Но ништо не успеа да го исплаши мнозинството македонски патриоти, кои дојдоа да покажат дека и покрај манипулацијата со пописот и покрај лажните податоци од него, ние сме многу и ние не се плашиме. Како и многу пати досега македонската влада повторно не реагира на бугарските провокации, но сега барем реагираше кабинетот на првиот човек на државата Стево Пендаровски. Од таму велат дека во Битола бил направен обид еден докажан соработник на хитлеровиот нацистички режим да биде представен како мост на зближување меѓу двете држави. Не спорекија добрата намера на премиерот Петков, вчера во Битола во составот на бугарската делегација беа и двајца представници на поранешната власт во Софија кои беа најгласни противници на македонскиот пат кон Европа.
Со самото нивно присуство и изјави беа минимизирани пораките за добрососедство и соработка кои беа испратени од бугарскиот премиер. Сигурен сум дека ниту македонскиот, ниту бугарскиот народ сметаат дека ликот и неделото на Ванчо Михајлов може да придонесат во таа насока. Останува отворено прашање дали Бугарија ќе врати реципрочно со отворање на македонски културен центар кај источниот сосед, но такво нешто е тешко да се очекува со оглед на фактот дека бугарите не признаваат дека постои македонско малцинство кај нив. Ако ние отвориме центар во Бугарија, во Софија, како би требало да се вика? Македонски културен центар, што би ги болел Јосип Броз Тито? Нели? Пошто они не, Тито не, Македонски културен центар, Јосип Броз Тито. Захваљуjem. Сум рекол да чувате братство единство као зеницу ока свога. Океј, телефоните ви се на располагање, драги мои пријатели и пријателки, и темата ви е културниот центар во Битола. Океј. МВР и МНР молчат за последните провокации и говор на омрази. Не, прилогот нема потреба. Врати ме мене во студио. Нема потреба, прилогот се лупира на мојот компјутер. Значи, сега чекаме ако некој се вклучи. Секако го имате и Виберот на располагање, Биберот или Вибер или Вајбер. Палмолив или Палмолайф? Јас се сретнав со австралијанците, работев во маркетинг агенција. Значи, едниот беше од Австралија, другиот беше од Франција. И едниот и другиот не може, високи представници од Палмолив, кога прв пат Палмолив влезе официјално во Македонија, официјално, не може да се договорат дали е Палмолив или Палмолайф. Така и со Вибер. Вибер или Вајбер? Ало. Добро. Се враќаме на темата. Добро вечер, повелете во програма. Почитување, Јанко. Да, здраво, повелете. Вака, прво прашање беше од тебе, како би се викал културниот центар. Јас, например... Македонскиот културен центар во Бугарија. И во Бугарија, пошто слушнав има Ѓорѓе Димитров во Софија, ја би го ставил, мислам, и тоа и официјално има едно здружение, кој се формира, Ѓорѓе Димитров во Пиринскиот дел од Македонија. Затоа што... Викаш ке ги боли? Најмногу, пошто, да ти кажам, они го знаат као најголем бандит. Ја мислам дека еден од најдобрите пријатели на Македонија во тоа време е Ѓорѓе Димитров. И за нив тоа е најголем бандит. Може ли вака, слушај, уште поише да буцка? Кинг Ѓорџ. Како? Кинг Ѓорџ. Се шегувам. Ајде, окей. Се шегувам, добро сум расположен, ти благодарам, одлична идеја за ова, а сега те молам за културниот центар Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов. Првен да кажам дека такво фрустрирачко чувство и за овие 2-3 дена никогаш не сум почувствувал, а ја имам 65 години. Да, буквално, као некоја е почувствувал Македонија као една ливада, без ограда и стоката паси некој гази компирите, јас сум од Маврово, се сеќавам и стално имаше кавзи меѓу жените, кога им влезеа кокошките, јас го гледам светот како поле со компири. Не кокошки, нечем да ги навредувам животните, ова беа некои суштества кои што страшно покажа дрскост, пркост, ама од друга страна им дозволим нешто да правиме сега. Ние сме криви. И би сакал за овие луѓе што ќе се јавуваат после мене, сакам да едно прашање дали беа, ако се јават од Охрид, од Струга, од Кичево, од Битола, од Приглед, дали беа на овој митингот? Океј, фала ти многу за јавувањето. Имаме многу јавувања, имаме и коментари. Например, одиме првин со гледачот кој веќе чека на линија, а потоа ќе ги прочитаме и дел од коментарите од лайв стримот. Добро вечер. Добро вечер. Здраво, повелете во програмата. Ве слушаме. Се слушаме, Јанко.
Добро вечер, се слушаме, во програма сте, повелете. Добро вечер, вака. Во врска со отворениот културен центар во Битола, сакам да искоментирам, од страна на бугарската делегација. Јас немам ништо против да отворат бугарски културен центар и тоа е некоја нивна акција, што е превземена, нели? Да не навредат, да не омаловажат и така натака. Па не би требало, зошто културен центар е културен центар. Не, Тоа со е името убава работа. А со името тоа кажете, ве молам, кажете. Не сум, Ве потикнува малце побрзо, подинамично да зборите. Ние Да, ова не 8 сум са против. бајле утринска емисија. Навечер веќе сме расположени, да. Да, културниот. Меѓутоа, одговорот сега, наш, треба да биде после секоја акција, треба да има веднаш реакција. Што чекаш? Треба во Благоевград, ние, или во Софија, да отвориме културен центар Ѓорги Димитров. Значи ти си вториот кој го предлага истото, браво. Значи Ѓорги Димитров. Ѓорги, да. Зашто велам Ѓорги Димитров? Тој ги дае сите права, што е македонец, тоа е друго, што не е бугарин. Тоа е едно. Значи, исто како што тие, значи, кога некој нешто сака да те навреди, во Библијата, во Новиот Завет вика, ако едниот образ те ударат по едниот, дади го и другиот. Меѓутоа, во Стариот Завет пише око за око, зад за зад. Стариот завет не важи тоа. Не, можеш, сакам да не може, кажам, тоа е за веќе секоја гейм овер. нивна акција треба да Не има може. наша реакција. Јас ја повикувам диаспората да помогне, да даде пари, да се изнедат средства, пошто власта не дава. Сигурно дека нема да отворат, ние да отвориме. Така. Да отвориме ние граѓански издруженија, ќе отидеме, ќе го отвориме Ѓорги Димитров. Добро. Па тие Знаеш ли нека што ќе реагираат. направат? Еве, ќе се јавам кај македонци од кај. Ќе не. Ќе им дозволам, нема ни да се отвори. Ти благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Ќе се соберат пари, $500,000, еве, Канада, Австралија, Нов Зеланд, United States of America. Без проблем ќе ги соберат. И нашиот здружение, знаеш што ќе направат? Ќе ги спискаат парите, брат. Ништо нема да види. Ништо. Брада. Газдава мој има дадено 20 милиона у Македонија. Минимум. Нема поголем. Каде се? Му ги ограбија парите? Да, аз филозофирам. Абе, не ми кажи. Си се знае. Ние никад нема да отвориме. Дури и владата да даде пари. Брада, ќе отида тоа, као пругата со Бугарија. Као автопатот Кичево, Скопје, Охрид, пардон. Ајде да видиме само неколку коментари на лайв стримот. Вика Бако Јакимовски. Како дозволивме народот наречен, две червени да не навредуваат вака? МКЦ Жаре Бербер и Тошо Малерот. Добро. Јане, пак го тупиш, пишува Славе Локов. Еми, какво Славе? Глеј се, има една работа овој, многу е чудесен овој Фейсбуков што ти дал. Јане, пак го тупиш. Еми, да го острам ли? Какво искаш? Искаш ли да го наострам? Да те боцка? И види се, вака, хајт комент, и вика, дали да го бан Славе Локов? Не, греота е, нек се радува, живеј. И како дозволија владата и председателот да пишува на бугарски јазик срамота. И па сега знаете како се сменија работите. Во 90-тите години се сеќавате која беше кампањата која нели со лажните лици кои Тито Петковски ги расфрлаше наоколу она дека ВМРО се пробугарска, дека се бугари и така натаму и така натаму. И сега овие станаа пробугари и не само што се пробугари, туку се Ванчо Михајловисти. Сега, многу интересна работа. Ванчо Михајлов е окарактеризиран како човек фашист. Но тоа гледам никој не го спомнува до сега. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Добро вечер. 15 минути. Поздрав за Јанко. Поздрав. Фала, и Јанко те поздравува. Благодарам. Имам предлог културниот центар во Софија да се вика Михајло Апостолски. А во Благоевград, кога би имало да биде Христијан Тодоровски Карпош. Зашто Карпош? Па така Карпош се бори против бугарите. Така ли? Па така. Добро. Благодарам. Добро, има уште? Да. А Михајло Апостолски голема победа
кај Чупино брдо има однесено. Некои го викаат и бугароубиец. Ако е Александар Македонски гркоубиец, ово е бугароубиец. Од Благодарам. битката кај Чупино брдо. Добро. Благодарам за јавувањето. Инаку, Славчо Павловски коментира на Фейсбук, вика, Јанко, ова здружение е старо 10 години, кај беа до сега? Да, ама до сега немаа дуќан на широк сокак. Сега го ставија дуќанот. Здравко Ефремовски има најдобар коментар, значи многу интелигентен, краток, ова е како хаику поезија, вика Јанко легендо. Види, легенди, а уште сум жив. Бако Јакимовски, добро, те прочитавме. Не, отвори тема за која цел се создадени навијачките групи и од кој доста глумиме лудило. Марко Милев, китка му вене за Ванчо Михајлов центарот, не му сега му е за навивачки групи. Татко викаше, китка ти вене. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер и убава вечер, вами на вашата екипа. Вака, па на бугарите сите наши аборти се се нивни. Како така? Ванчо Михајлов нивни е, нели? Он е од Виница. Како он се бора за Македонија, а не за Бугарија? Сите ние сме бугари, само они са наши. Срам да им е, а нашите дозволија се да прави. И оној Пендаров, како не се срами сега да кажува друго. Срамота. Толку ви благодарам и пријатно. Македонија вечна. Вака, имаме Стојан Василев па бара отвори тема за војната во Етиопија. Стојан Василев, да ти отворам ја тебе Google Earth, 10 минути ќе ја бараш каде е Етиопија. Владо Чика Георгиев, пчеларот. Министерството за правда го известило подносителот на барањето дека не може да даде согласност за употреба на името Иван Михајлов, арно ама во Централен регистар е примена регистрацијата. Нетко меѓу нама. Добро вечер за следниот гледач. Нема, одлично. Ние онака, ја планирав, првиот дел ќе биде краток, да речеме 10 минути пред 9-15 минути, па можеме и порано. Но еве, добивме неколку добри идеи. Иако гледам на која ТВ иде емисијата. Поздрав. Димитар Коцев. Дајте бе да му помогнеме човекот. Стварно, на која ТВ идеме? Не знам ја тоа. Појма немам. Не знам. Јас сум овде чуварот. Стварно не знам. Чека, имам и некои коментари. Тања вика, ја нарекоа нашата татковина, леле, па кај беа тие додека се споревме со Грција, ако им била татковината, туку видоа дека може да разграбаат од пленот и како хиени се. Па некако на некој начин и те разбирам, Тања. Што сакаше? Добро е, баже, уметничкиот експресионизам да го оставиме за уметничката колонија која што ќе ја предводиш, Марио, во 2025. Одиме да видиме дали имаме уште некој коментар. Има доста коментари, но на лайв стримот. Јане, кој стигна си игра со нас? Карамбол, со руките у џебови, карамбол се вика тоа. И тоа е точно. Викаат, слушај, ќути и трпи, ќе им влеземе у Европска Унија, после лапај, пари, медот одонде, млекото одонде, ние вака пливај до овде, леđно. Абе, шо да ти кажа, боле ќе било него Тито. Али дај да им преќутиме све на Бугаријаве, за да им уđеме, да им пенетрираме и после ќе им викаме нацки. Дечки, ја пак ви реков, ќе исчезнеме како машки долен веш. Нема ни на ѓубриште да не фрлат. Војната во Етиопија. Стојан Василев, те молам, напиши ми 3 реченици за војната во Етиопија и ја отварам темата.
Еве, нема да правам ни омаши, ја менувам темата. Отвори... Македонија треба да отвори Македонски културен клуб Ѓорѓи Димитров. Телефони Јанко Рижија, имате телефони. Добра емисија, поздрав, чест на твојата емисија. После се дојде ништо и сега држите му на... добро, вулгарности има. Добро, ќе го банирам. Видиш, дури... Да, види што има. Гледај се опции што ми дава. Значи, не, дај го компјутерот мој, слободно. Дај го компјутерот мој. Значи, имаш опција delete, ban phone page, suspend for 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. И еве таман за у емисијата да не може да коментира. 60 minutes, да го банираме. Иди, пливај мали. Goodbye and auf Wiedersehen. Добро. Океј. Дечки, ја искрено да ви кажам, дури сум пријатно изненаден дека имавме 4-5 коментари и 4-5 јавувања на темава. Ова ќе биде последниот, режија? Добро. Последното јавување на темата Културен центар Ванчо Михајлов во Македонија, тоест Битола. Добро вечер и повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас не знам што очекуваше македонскиот народ, кога многу убаво се знаеше каква политика има СДСМ. Значи, ова што не е почеток. И тоа многу, на сите треба да им биде јасно. Они работат за растирање на Македонија, не за Македонија. Го пуштаат Бујар Османи да се состанува со бугарите. Како може он да ни биде министер за надворешни работи, кога он Македонија не ја представува? И ова е срамно, се срамам што сум македонка. Значи, јас изгледувам на сите протести и демонстрации. Како нема сега опозиција да организира нешто директно за народот? Ова е срамота што ни се случува. Па ние нација сме или што сме? Ја не знам ова македонците што народ бевме, што народ сме. Да не го интересира што се случува со државава. Се срамам. Дека сум македонка и за овие што лежат во затвор 27 април. Како никој не се организира пак, па нема да се мрднеме од собрание. Треба да се пуштат луѓето надвор. Што ова Ванчо Михајлов ќе натварат културен центар во Битола и во Охрид културен центар. Шо сме ние? Држава ли сме или шо сме? Да се срамат сите што гласат за СДСМ, што го дадоа гласот. Ова е нивни срам. Пријатно. Благодарам за јавувањето и со овој шармантен глас од оваа дама го завршуваме овој дел од емисијата. Емисијата ќе продолжи веднаш по краткиот блок и морам да изедам бурек. Не можам да останам равнодушен. Вака, ми се чини дека намерно се прави македонскиот и бугарскиот народ да не се сакат. Значи, од постапка во постапка. Значи, бугарите се бунеа зошто ние имало српско влијание и така натаму, и така натаму. Многумина, нели, Вучич шо кажал, македонците сакаат да бидат браќа, па ние со Белград, со Србија, нели, ни помага, па ова, па она, па ќе ни дадат зејтин, па ќе ни дадат јајца, па ќе ни дадат разноразни работи, ние среќни ќе преживееме, вакцини, покажале и така натаму. Знаете како не е баш така розово со србите, затоа што по мене, како христијанин и како човек кој се подготвува сега да го прослави најголемиот празник ever во историјата на цивилизацијата, универзумот и галаксијата, Христовото воскресение, не ми ја признаваат мојата црква. И имаше едно, ја го напишав на Фейсбук, реков, признајте МПЦ. Не ми кажи дека сме браќа, братучеди, сестри, стрини, ово, она. Не ни давај ни жито, ни нафта, не ни давај ни зетин, ама признаја МПЦ, малце подобри ќе бидат, малце многу подобри ќе бидат работите.
Но, сепак, македонскиот и покрај овој политички, еден од најголемите негирачки факти за самобитноста на македонскиот народ е да ја негираш неговата црква, политички, македонскиот и српскиот народ си најдоа заеднички common ground. И имаат добра разбирачка. И тоа е убаво, не убаво, прекрасно е тоа. Прекрасно е. Така и во иднина ќе имаме се повеќе и со албанците, и со грците, и така натаму. Мора, едноставно осудени сме да соработуваме. Да најдеме да ни биде подобро. Не можеш да си чурук со комшијата и тебе да ти е убава атмосферата. Мора да еволуира. Колку и да е он лош, па ќе дојде некоја нова генерација на подобри, попрогресивни и со повеќе разбирање. Бугарите многу љубомореа и стално ни викаат: вие сте измислени, вие сте бугари, вие сте творба на Тито, вие не сте постоеле и така натаму. Знаеш што? Има една работа, драги мои, дури и со пописот беше. Дури и да сте точни, дури и да е вистина, а не милиарда историски и археолошки докази има дека сме посебен, различен народ, етнос, логос, дека ние се разликуваме од вас. Но тоа не спречува да бидеме браќа. Не спречува. Но за да бидеме браќа, мора да има разбирачка од двете страни. Ако толку не сакате, ако толку сметате дека сме ние бугари, ако толку сметате дека ова е ваше, како не изградив тебе една железница? Како не изградивте еден автопат? Да се тепаме, да идеме таму кај вас. Како оној црнецот на мемето, нели? Како вика? Камо новински агенции, камо да разменуваме убав материјал од култура, не пропаганда, од култура, за да се запознаеме. Како што македонците ја запознаат многу убаво српската музика, српскиот поп, српската филмска индустрија. Ја немам ништо против сето тоа да го следам. Јас сум бил еден од првите организатори кога Македонија беше под блокада, донесовме состав, се викаше Тмно, 103 Урбан Фест. Фантастичен бенд, може би пандан на нашата Анастасија. И само ова ќе кажам. Имаме заедничка основа и јас се согласувам дека македонците и бугарите се еден ист народ. И они само тоа треба да го прифатат, пошто ние тоа го имаме прифатено. Он викаат: не, вие сте... Не. Дечки, зашто да сум бугарин? Тоа е како сега да ми викаш, се спојуваме две компании, едната е Кока-кола, а другата е Афрокола. Која беше она Охридска, така? И му викаш: од сега ќе се споиме ние и ќе бидеме Афрокола. Дечки, знаеш ти што е Македонија? Бренд. Кока-кола сме за вас, беше ми рекол Амди Бајрам покојни. Така да, драги наши соседи, јас се согласувам дека сме исти народ, признајте си дека сте македонци и само ќе ви се дигне реномето. Вака сте за подбив на цел Балкан, па Бога ми и во добар дел од светот. Точно е, ние сме исти народ, македонци. Да сте живи и здрави за поарно утре. Одиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад. Визијата на Ѓорѓија Ѓорча Танасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист.
големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Во втората книга Само сонцето е постаро од Македонија од Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски ќе читам коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковината. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Почитувани гледачи, во петокот се одржа омаж за творештвото на Александар Стојчев. Александар Стојчев беше син на Ванче Стојчев, човекот која напиша воената историја на Македонија. Пред скоро 20 години, не толку, малце така, пред
еден од почетоците, на самите почетоци на мојата кариера, беше гостин во мојата емисија. Професорот доктор Ванче Стојчев и фасцинираше како личност, како професионалец и како човек кој, за жал, прерано си замина, прерано си замина, иако ја искрено секогаш сум верувал, се со промисла, но навистина многу млад си замина и не ја доврши капиталната книга Букурешкиот договор. Ванче Стојчев ја напиша воената историја. Не мора да зумираш. Океј. Ова е омажот. Све ќе се говори во прилогот кој мојот колега го сними во петокот, каде што значајни луѓе говорат за делото на неговиот син, професор доктор Александар Стојчев. Александар исто беше гостин во мојата емисија и тој скоро и прерано и тој почина, си замина. Навистина човек да се замисли кога вакви клучни луѓе, интелектуалци, историчари, значајни и битни за Македонија, прерано си заминуваат, тогаш, не знам, некако те... Но остави за себе навистина дела. Работеше за воениот музеј Министерството за одбрана, во воениот музеј на Министерството за одбрана имаше изданија, воена логистика, македонците на Македонскиот фронт во Првата светска војна 914-918, потоа Македонија и македонците во Првата светска војна, значи 914-918. Колку ми е криво, какви емисии се ова, какво знаење, како ова е... Не, едноставно знаеш како ти бегаат луѓе во ни... Абе, има време, кој викаш има 45 години, кај да е... Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија 913 година. Оваа книга, јас сум еден од ретките собственици на оваа книга. Со гордост ја имам. За од многу проста причина, не мора да биде во посебен кадар, но ја тргнав од овде за да не добие нозем и со гордост стоеше тука, но е премногу вредна и премногу ретка, затоа што е разграбана, нови тиражи за сега нема и така натаму. Ако има нешто ново. Инаку е таа издадена во 2011 година, ја мислам дека во 2012 или 2013 го направив интервјуто со него, па потоа го реобјавивме како in memoriam. Значи, Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија во 913 година. Тогаш ги разби и сите оние теории на заговори, скриени договори, ова имало, она имало, не. Точно, историски, со факти, со докази, со документи, многу обемно. И ова е, како да ви кажам, основата од која црпиме се што денес ни се случува. Потоа има една интересна книга, Дојран, во 915-918 воени операции кои се случувале. Го има издадено за Институтот на национална историја, исто како и Букурешкиот мировен договор. Потоа книга научен по повод научниот собир 100-годишнината од подпишувањето на Македонскиот мировен договор, кој се одржа на 31 октомври и 1 ноември 2013. Букурешкиот мировен договор, Македонија и Балканот, меѓународен собир по повод 100-годишнината. Македонија во документите на ЦИА, том 1 и том 2. Ова се документи објавени од Централната информациона агенција на Соединетите држави за Македонија. Таму ќе најдете, например, веќе се врти што ЦИА известува за, например, дури и еден Ванчо Михајлов.
Така да интересни работи ќе најдете. А велам, он како научник го надмина татко му, иако татко му да беше жив, кој знае уште што ќе извадеше. Какви луѓе. Јас сум благодарен што ги запознав, што ми беа гости. И во оние ретки комуникации што ги имав, можам само најпофални зборови. Мислам, да посакаш да си карактер како нив. Една смиреност, една емоционална интелигенција, еден дух, еден интелект, една рационална мисла. Тоа се моите инспирации, тоа се за кои можам јас да ги споделам, а сега во прилогот, почитувани, јас ве поканувам да го слушнете на овој омаж за творештото на Александар Стоичев, кој се одржа во петокот. Од мене, лека ноќ и пријатно, повелете прилогот. Нам срипа за телевизија. Многу сме благодарни на Матица Македонска што ни го возможи просторот и каде да се обратиме до вас, до слушателите. И ќе му дам малце збор на представникот на Матица да ве поздрави. Сигурно, како и јас, го чувствувате духот на Александар. Тој тука секоја живее во нашата книжара, неговиот дух. Секојаш ќе биде со нас, пошто неговите дела доволно зборат за се. Не би сакал да бидам краток и да оставам, да го давам од збор на тие што се покомпетентни да кажат за Александар и за неговите дела. Ви благодарам. Сега ќе ни се обратат професорите доктор Наде Проева и доктор Тодор Чепреганов и нашиот пријател Диме Ратајковски, кој што имаше многу блиска соработка со нашиот другар Александар. Ето мене, како и секогаш, ми падна најтешкиот дел, прво да зборувам за нашата голема загуба. Јас ќе зборувам кратко, бидејќи се еден професор, многу е тешко да зборува за студент што заминал пред него, тоа значи пред време. Имено, по редот на нештата, нормално е поранешен студент да зборува во чест на некој свој професор. Ама судбината понекога сака да биде поинаку, како што е за жал во овој случај. Ние професорите се ги памтиме нашите студенти, ама не сите. Особено кога имаме голем број, како што беше во мојот случај, со 4 предмети од историја на Стариот век. И професорите обично се сеќаваат на две групи студенти. Едната се оние работливите и жедни за знаење, кои што
истакнувајќи се на часовите ви бодат очи, а другата се мрзеливите и молчеливи студенти, кои што најчесто тресат глупости на испит, во стилот на овој антологиски одговор. Филип II му бил рентген на малолетниот Аминта. И дека воопшто не стануваше збор за лапсус, покажа неколкуте подпрашања. Се разбира, нашиот Александар спаѓаше во првата група студенти. Во моето видно поле Александар влезе веднаш, уште на почетокот на првата година од студирањето, на еден од семинарските часови, кога се анализираат пишаните извори. Во таа далечна 95-96 година, уште немавме превод на македонски јазик на ниту еден извор за античка историја. Користевме преводи на српско-хрватски, но со самостојувањето на Република Македонија, знаењето на српскиот јазик се губеше кај младите. Студентите не само што тешко читаа, поточно кажано пелтечеа, туку често пати заради неправилното нагласување на зборовите, читањето беше мачно за слушање и речиси неразбирливо. И на еден од тие семинарски часови, кога требаше да се чита историјата на Херодот, многу убаво се сеќавам дека тоа беше Херодот, токму заради Александар. На моето прашање кој сака да чита, од првиот ред едно младо момче со мило лице крена рака. Кога почна да чита, јас го слушав чудо невидено, бидејќи Александар не читаше, туку буквално го пееше потребниот дел од Херодот. По читањето, со оглед на неговото македонско презиме, моето прашање беше неизбежно. Како и каде толку убаво го научивте српскиот јазик? Александар тогаш кажа дека средно училиште завршил во Белград, каде што неговиот татко, Ванче Стојчев, службувал во ЈНА. По распаѓањето на СФРЈ и излегувањето од ЈНА и доселувањето во Македонија во 1995 година, многу брзо дознавме дека татко му, како војно лице, се занимавал со воена историја и дека како влюбеник во историјата самоиницијативно донел копии на бројни документи од воениот архив во Белград, нешто што одамна требаше да го направат нашите институции, но како и многу други важни работи го запоставија прибирањето на документи дури и од таму каде што можеа лесно да ги добијат. А историските документи се непобитни докази за нашето битисување, уште повеќе за нашиот постојано и како што гледаме до денес оспоруван идентитет. Нашиот Александар, иако не стана војно лице како татко му, сепак зачекори по воените патеки на неговиот татко, но не во физичка, туку во интелектуална смисла. Секако дека татко му, макар индиректно, има удел и вина за таквата негова определба. Очигледно, средбата со и читањето на документите го натерало Александар да се откаже од студиите по економија. Пред доселувањето во Македонија бил запишан на економскиот факултет во Белград и да се запише на нашиот филозофски факултет насока историја. И уште повеќе од тоа, својот интерес да го насочи кон воената историја на македонскиот народ и тоа во еден од најтешките периоди, Балканските војни, како и Првата светска војна. Како што знаеме, Македонија и македонците по Балканските војни беа поделени со помош на големите сили, од нив аминувано и по така наречената голема војна. Александар во неговите стручни и научни трудови во секоја можна прилика ги разјаснуваше овие трагични настани, истакнувајќи го учеството на македонскиот народ во овие војни, нешто што беше запоставено од историчарите. И токму на оваа тема, од историското научно поле, нашите патишта повторно се вкрстија, иако никогаш не беа целосно разделени, затоа што постојано се среќававме на разноразни предавања и изложби. Овој пат тоа беше отворањето на една изложба како дел од програмата за одбележување на 100 годишнината од Првата светска војна, програма осмислена
од француската влада, а спроведувана од француските културни институции во земјите учесници во големата војна. Во Скопје, малата изложба беше поставена во галеријата Остен и беше насловена Источен фронт, а не Македонски фронт или Солунски, како што е во сите изворни документи. Имено, кога се знае дека, ако се знае и кога се знае дека Источниот фронт го сочинувале Балтичките земји, Русија, Романија и Бугарија, само по себе се поставува прашањето како е можно еден Јужен фронт, како што е Македонскиот, да се нарекува, односно да се преименува во Источен фронт. Втората манипулација на ова изложба беше во врска со топономијата. Имено на паноата, како и во тројазичниот каталог подготвен за таа прилика, сите топоними беа напишани во турска или грчка верзија, без оригиналните имиња, што во тоа време биле во употреба кај домашното население, а во Република Македонија и до ден денес се официјални имиња. Од така напишаните имиња ретко кој, а особено помалку упатените, ќе може да сватат за кој фронт и за која земја станува збор. Но најголемото искривување и манипулација со документите беше тоа што македонското име систематски, името на фронтот и на земјата, систематски секаде беше избегнато. Очигледно беше дека тоа е свесно направено. Имено ниту на паноата, а ниту во брошурата не беа споменати македонски војници, иако на сите им е јасно дека во голем број биле регрутирани во војските на завојуваните балкански држави, кои што имале претензии кон Македонија и македонците и нив, исто како и населението, ги нарекувале според нивните национални агенди. На едно од паноата пак дури пишуваше дека, цитирам, други жители доброволно се вклучувале во судирот, како што биле комитите, членови на ВМРО и албанските платеници. Просто човек да не верува на своите очи. Имено платениците беа означени со нивната национална припадност, но комитите, членови на ВМРО, создадена со цел за ослободување на Македонија, немаа име. А токму името на организацијата кажува зошто била формирана и многу добро се знае кога, каде и од кого била формирана оваа револуционерна организација. И најмалку што можеле да направат организаторите на изложбата, и тоа на елегантен и дипломатски начин, особено французите кои се темелувачи на дипломатијата, било барем да кажат дека имало војници од Македонија или пак само домородни војници, абориджини. Учеството на македонците во овие војни убаво се гледа и од војничките картички и писма испраќани во текот на Првата светска војна од фронтовите и од воените логори. Сите многу добро се сеќаваме на збирката што во 2006 година откопи Институтот за отворено општество. По прочистувањето на воениот архив на Генералштабот на бугарската војска во Софија, овие документи биле зачувани од вработен по потекло од Штип, исто како и семејството на нашиот Александар. Прст или игра на судбината, кој би можел да знае. На овие војнички дописи не само што понимите се словенски, Скопје, а не турски, Ушкуп и така натака, тие исто така не се адресирани до Бугарија или Србија, ами до Македонија. Ту Курт, како што би милува да кажат браќава французи. Кратко и јасно, ту Курт, Македонија. На моите прашања и упорното настојување да дознам кој е автор на изложбата и на брошурата отпечатена за таа пригода, не успеав да добијам одговор ниту од вработените, ниту од директорката на Францускиот институт, која што дрско и речисти просточки ми возвраќаше, за на крај да ми каже дека забелешките можам да ги напишам од тетратката за печатоци, како тоа да не го знам. По ваквиот разговор, Александар и неговиот неразделен пријател, Владко Мушкарски, исто така наш студент и дипломиран историчар, дојдени заедно на отворањето на изложбата и двајцата сведоци на разговорот демонстративно излеговме од галеријата токму во мигот
кога госпоѓата амбасадорка, свечено отворајќи ја изложбата, благоглаголеше за непостоечкиот источен фронт во Македонија. На кафе муабетот во блиското кафуле Александар ни раскажа дека на ваквото прекрстување на фронтот укажал на едно предавање одржано претходно во Францускиот институт во Скопје од некој си француски полковник на тема сојузничките сили на исток од 915-918. Но иако забелешката била прифатена, од избегнувањето на македонското име и преименувањето на македонскиот фронт во источен, се гледа лицемерноста на таквото прифаќање, односно дека тоа било само навидум. Се разбира дека моето јунечко срце не издржа и освен острата преписка со француската амбасадорка што потоа ја започнав, напишав труд за методологијата, односно злоупотребата на историските документи. Ова не го кажувам за да си се пофалам себе си, туку да го пофалам Александар, поточно неговата несебична помош да добив од него, а тоа беа неопходните податоци за литературата за оваа тема и за овој период, што се многу далеки од мојата специјалност и од античкиот период. Со ова сакам да кажам дека на тој начин студентот Александар со своето знаење му возврати на својот професор за знаењето што го добил од него. И за крај, со храброста со која што ги распретуваше закопаните докази за најболниот дел од историјата на македонскиот народ, Александар самиот си издигна незаборавен, неизбришлев и величествен споменик. Нека му е вечна слава. Почитувано семејство, почитувани колеги и пријатели, почитувачи на делото на Александар Стојчев. Со Аце, како што го викавме, се не поврзува и приватно и службено во текот на неговиот живот, прво преку Ванче Стојчев, а потоа и со Аце ја продолживме таа врска која што ја воспоставивме уште при неговото доаѓање од Белград. За мене Аце беше перпетум мобиле. Имаше толку во него енергија, што во еден ден можете да го видите во неговиот како директор на институт на војниот музеј, потоа да го видите на предавања во Штип, од таму да го видите во Струмица, каде што подготвуваше изложби, и тоа го правеше се без тешкотија. Кога и да му стајавевте, тој беше спремен да помогне. Неговиот научен опус го гледаме овде. Според оно што го работеше, беше многу умилен меѓу студентите во Штип. Тој не само што беше професор кој што теоретски ги објаснуваше работите, меѓутоа често пати знаеше да ме повика и да праша: професоре, можам ли да им покажам оружје, како што било употребувано во Првата светска војна, во Балканските војни. Тој од Скопје во својата кола ја товареше со разни такви воени артефакти и ги носеше и ги презентираше пред студентите. Што студентите беа воодушевени затоа што ретко кој од професорите го прави тоа. На полето на науката мислам дека долго време Македонија ќе треба да се створи таков научен работник како што беше Александар Стојчев и неговиот татко Ванче. Значи, оваа книга што е овде, Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија во 1913 година, беше книга од материјал од 1200-300 страници, бидејќи јас и колегата Чекарјаневски сме рецензенти, а сакаше тој посебно да направи книга за Букурешкиот мировен договор со сите можни постојни документи што постојат во светот. И тој ги успеа да ги собере. Беше зачудувачки како не жалеше ниту средства,
Ванче Стојчев. Ниту средства, не жалеше ниту време за да сето тоа го прибави. Бидејќи книгата беше од антиката до денес, ние му сугериравме книгата да ја намали, да ги внесем натре сите материјали што постојат за Букурешкиот мировен договор, за да нема после во договорот пишувало после 100 години Македонија ќе требало да се врати назад и такви работи. И тоа го направи. И мислам дека оно што го заврши Александар ќе остане капитално дело кое што ретко кој друг ќе може да го надмине. Исто така овде не гледам војната историја на Македонија. Таа работа ја започна Ванче Стојчев и направи капитално дело кое што гледам овде и Јаце Стојчев ја продолжи со неговите научни прилози. Оно што посебно ме импресионира беше неговото учество на научните собери, каде што безрезервно, врз база на оригинални архивски документи ги демонтираше сите кои што настојуваат да го негираат идентитетот, јазикот, историјата на македонскиот народ. Тоа беше посебно интересно затоа што имаше многу случаи кога некои историчари од страна ќе го негира постоењето на македонскиот народ, тој ќе им излезеше со презентација, со видео презентација на која што со документи им го објаснуваше сето тоа дека се во грешка, дека самите тие и тоа со нивни собствени документи го правеше сето тоа. Последното што мислам се имавме слушнато беше дека спремат со светлене кога ќе спремале некоја нова книга за НАТО. Македонија на патот кон НАТО. Беше посебно возбуден затоа што кажуваше дека со светле ќе почнеме да работиме на оваа книга по објавувањето на двата тома од документите од ЦИА. Меѓутоа, јас само накратко ќе се осврнам, бидејќи ред е да се осврнеме на биографијата на Александар Стојчев. Тој е роден на 5 април 1975 година во Белград, каде завршил основно и средно образование. Во 2001 година дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, насока историја. Во 2006 година успешно го одбранил магистерскиот труд до иранските позиции на Македонскиот фронт 15-18 година, а во 2009 година и докторскиот труд Македонскиот фронт 1915-18 година. Сметам дека подобар познавач за Балканските и Првата светска војна во моментот во Македонија нема. И долго ќе нема. На Институтот за национална, значи и магистрира и докторира во Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје и се стекнува со научна степен доктор на историски науки. Во 2003 година завршува школа за резервни офицери на армијата на Република Македонија во Скопје. Од 2002 до 2005 година работи како помлад асистент, а во 2009 година избран за асистент по предметот Војна историја од Матичната комисија за формирање на Војната академија генерал Михајло Апостолски во Скопје. Покрај наставата се занимава и со научно-истражувачка и музејска дејност. Со звањето научен соработник се стекнал во 2010 година, а воедно избран за предавач на студиите од втори трет циклус во Институтот по предметите Војна историја на Македонија, Војна историја на Балканските држави, Македонското вооружено национално ослободително движење во 19. и 20. век и Балканските и Првата светска војна. Од 2011 година изведува настава по војна историја на школата за пилоти при Војната академија генерал Михајло Апостолски, а во 2012 е избран за наставник по предметот Балканските војни и Првата светска војна на факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Значи предава и во Скопје, предава и во Универзитетот во Штип. Во периодот од 16 јули до 3 август 2012 година стекнал диплома за завршена програма за разрешување
на конфликти во организација на State Departmentот, владата на САД одржана на повеќе локации во Соединетите Американски држави. Во 2013 година е избран за вонреден професор по воена историја на Институтот за национална историја Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методий. А во 2013-14 изведува настава по предметот Балканските војни и Првата светска војна на Факултетот за образовни науки во Штип. Автор е на повеќе монографии, тоа можеме да го видиме овде, што има напишано, а исто така и голем број на статии и учество на научни собири. Од 2010 година е раководител на служба за воена историја, воен музеј во Министерството за одбрана, каде е автор на бројни изложби и едукативни настани од национален и меѓународен карактер. Пофалуван и наградуван од министрите за одбрана и другите авторитети за своите работни ангажмани и придонеси. Во својот краток, но плоден живот се профилира како еден од најдобрите познавачи на војната историја на македонскиот народ. Како учесник на многобројни научни собири, конференции и семинари ја презентира вистината за историјата на македонскиот народ со посебен акцент на развојот на војната историја. Секогаш настапува аргументирано и критиките на своите опоненти ги подкрепува со оригинална архивска документација. Поради тоа беше почитуван од своите колеги и беше чест гости на многобројни научни собири во земјата и странство. Една од неговите капитални дела како коавтор е монографијата Букурештскиот мировен договор, која беше објавена по повод 100 годишнината од потпишувањето на истиот. Монографијата ја започна неговиот татко, професор доктор Ванче Стојчев, но поради неговата прерана смрт книгата ја заврши неговиот син професор доктор Александар Стојчев. Со неговата прерана смрт македонската историографија изгуби научен работник кој целосно беше посветен на промовирање на вистината за македонската историја и многу теми на кои работеше ќе останат без да ја видат светлината на денот. Слава му. Почитувани представници на семејството на Александар Стојчев. Јас искрено би сакал денеска да не сме тука и да не сме собрани на еден ваков настан. Затоа што од другарувањето, пријателството, соработката што ја имавме со Александар Стојчев, можам да кажам дека она што не учи животното искуство е дека многу пријатели и многу другари поминуваат низ нашиот живот. Влегуваат, минуваат и си одат. Меѓутоа само оние вистинските остануваат за секогаш во нашите срца. И како еден вид одбрана од она што ни се случува нас овде, затоа што АЦ се замина предвремено во оваа специјална војна која што ја води денеска човештвото со пандемијата COVID. И токму заради тоа, како одбрана од сите вакви напади, од сите вакви и како реакција, како борбена реакција, има една многу интересна мисла и сакам да ја споделам со вас на римскиот император, филозоф Марко Аврелий, кој вели дека единствен спас од тагата, од болката, човекот ја наоѓа во тишината. Тишината е вистинско лечилиште на она што навистина не засега, на она по што и по кое тагуваме. И верувам дека со тишина ќе му се одолжиме на Александар, меѓутоа нема само да застанеме тука, затоа што Александар заслужил и многу повеќе зборови и многу повеќе говорења за неговото име, бидејќи овие книги и овие дела кои што се тука поставени се само репрезент на она што он представуваше и она што он значеше за македонското општество пред се и за македонската млада историска наука. Велат дека ако е добро човек да имал брат, и Господ ќе имал брат. До некаде, бидејќи јас лично имам брат и можам да кажам дека до некаде се сложувам со оваа мисла, меѓутоа не мора секогаш крвно да бидеме поврзани за да чувствуваме една навистина братска љубов меѓу себе. Зошто го велам се во ова и зошто го кажувам? Затоа што често Александар знаеше да ми се обрати: кај си бе брат, кај си бе другар. Тоа ни беа честите поздрави кои што ги имавме и токму таа асоциација ја избрав за да ја
потенцирам. Бидејќи ние на вистина бевме блиски кога стануваше збор за соработката, соработувавме на многу проекти, од кои што имавме големи замисли и големи идеи за како би изгледале тие проекти поврзани со историјата, бидејќи сме и двајцата колеги, јас сум историчар по вокација, како и он. Направивме една, би рекол, феноменална изложба. Тоа е овој каталог, Животот во војна, Велушина 1917 година во воениот музеј, токму соработка со Александар Стојчев. Тоа се колекција од 64 фотографии од Првата светска војна, фотографирани во село Велушина 1917 година, откупени во мојата колекција од Лион, од француски фотограф, кој што го регистрирал и фотографирал секојдневниот живот на војската на Македонскиот фронт. Со Александар ја реализиравме изложбата заедно на Ноќ на музеите и изложбата беше во војниот музеј, каде што он работеше и како директор. И тоа беше еден навистина убав настан, кој што лично за мене беше пред се добар почеток за една успешна соработка, која што ја имавме понатаму со Александар. Јас работев како програмски директор на Македонската радио телевизија до 2017 година, подолг период, и можам да кажам дека не само со Александар, заедно со сите историчари во Македонија, пробав како иницијатива и верувам горе-доле успешна се покажа, нормално секој ќе суди според сопствените размислувања. Направивме еден мегаломански проект кога станува збор за македонската историја, а тоа е соодветен визуелен приказ на македонската историја. Во период од 6 години, заедно со најголемиот дел од историчарите во Македонија, успеавме да направиме нешто повеќе од 250 историски филмови, документарни, емисии и репортажи кои што говорат на најразлични теми и проблематики од македонската историја, почнувајќи уште од праисторијата, античкиот период, па завршувајќи, можам да кажам, до лустрацијата или она што денес ни се случува како еден и ни се враќа како еден бумеранг назад од фактот што навистина по однос на политичкото толкување ништо не сме научиле од историјата во суштина. Успеавме да направиме голем број на документарни филмови, во нив активно учество зема се разбира и Александар Стојчев, не само како професор и говорник во тие филмови, него интересно е што Александар Стојчев за прв пат се јавува и како сценарист и како автор на неколку документарни серијали поврзани со Балканските војни, со Првата светска војна, Втората светска војна и така натаму. Тоа се оние периоди кои што не му лежеа и кои што тој беше голем влюбеник во воениот период. И сосема на крај да потенцирам дека римјаните велат, има една многу убава изрека, вели оптимус ораторес qui minimis verbis plurimum dicit. Со најмалку зборови да кажете најмногу. Со Александар имавме зацртано многу идни проекти, заеднички книги да направиме по однос на војната историја. Јас сум колекционер исто така на војни картички од војните периоди, Прва светска војна и Втора светска војна. Заедно со него ги работевме, ги дешифриравме, искениравме, ги колоризиравме и така натаму, ги припремавме за во печат. Тоа ни беше нешто што требаше да го направиме, меѓутоа за жал прераната смрт ја прекина нашата соработка. И исто така имавме една идеја, јас му велам потеркот на BBC историските документарци, буквално да направиме една фронтовска приказна документарен серијал, почнувајќи од Преспанско, па преку Баба планина, преку Ниџе, преку Козјак, Кожув, завршувајќи некаде Дојран и Беласица. Таа е таа фронтова линија. Со Александар Стојчев буквално да направиме еден документарен серијал, да ја запознаеме одблизу, од терен, македонската јавност со она што значи Македонски фронт и македонска историја од воениот период, меѓутоа, нажалост, не успеавме да го реализираме тоа. Ние историчарите обично имаме две срца. Едното е она животното срце, кое што го носиме, се разбира сите, меѓутоа ние историчарите имаме и едно друго срце, тоа е срце на минатото или срце на историјата, кое што е невидливо и живее паралелно со на другото и секогаш чука побрзо од ова животното срце.
Во моментот кога животното срце ќе прекине да чука, ќе прекине да куца, тогаш она историското срце останува да живее понатамо. А на Александар историското срце се наоѓа овде пред нас, можеме да го видиме. Нека му е вечно името, нека му е вечна славата на Александар, да го споменуваме и обично пожелно е да ги споделуваме работите и за луѓето кои што ги сакаме, кои што ги цениме, затоа што никогаш не треба болката и тагата да ја чуваме внатре во себе. Значи треба да работиме на тоа да го споделиме тоа со сите оние, особено за луѓе кои што ни се мили и драги. Александар имаше феноменален опус. Јас верувам дека он, ако го преживееше сето ова со ковидов, дека ова ќе беше само почеток на неговата успешна работна кариера, затоа што тој, согласно неговата возраст и неговите години, беше еден од поплодните македонски историчари и автори. Јас сум убеден дека таа негова плодност во историјата навистина ќе беше огромна ако дочекаше длабока старост. Уште еднаш слава му. Еве имаме на наше удружење и нели сите се надевам имате во раце да го промовираме каталогот околу творештвото досегашно нели на Александар, барем за делот, понатаму ќе ги развиваме нели во заедно со историчарите нели идеите нивни и на Александар. Па ја лично уште еднаш само да ви кажам да си земете поедно да си имаме за спомен, а и што направи нашиот Александар. Сега имаме уште само да едно наше убаво младо македонско девојче ќе ни прочита едно писмо од блискиот соработник на Александар од времето кога заедно соработува од министерот тогашен Зоран Јолевски, кој што сега е во Америка, така да он прати писмо со кое што сакаше се обрати на овој собиров декас. Елена ќе го прочита. Почитувани присутни, роднини и пријатели, поради отсуство на поранешниот министер за одбрана, професор доктор Зоран Јолевски, кој што моментално е во САД, ќе го прочитам добиеното писмо во чест на професор доктор Александар Стојчев. Почитувани, со длабоко жалење ја прими веста за ненајдената смрт на професор доктор Александар Стојчев и ја користам оваа прилика да изразам длабоко соочувство до неговите сакани и пријатели. За жал, заради краток рок, откако ја добив информацијата за омажот на кој ќе го славиме ликот и творештвото на нашиот драг пријател професор Стојчев, не можев да ги реорганизирам моите обврски на Хартвард и лично да присуствувам на овој настан. Кога за прв пат дојде во мојата канцеларија, пред мене видов млад, образован интелектуалец и голем патриот која сака својата татковина. Професор Стојчев беше личност која ширеше позитивна енергија околу него. Секогаш со љубов пристапуваше кон неговата работа и со почит кон неговите соработници. Неговото присуство беше мелем за душата, за сите кои беа во неговата околина. Во периодот додека раководев со Министерството за одбрана, професор доктор Стојчев, како директор на Војниот музеј, презентираше бројни идеи за проекти поврзани со музеот, кои успеваше со голем успех да ги реализира. Организира бројни изложби, настани и презентации, кои секогаш го привлекуваа вниманието не само на домашната јавност, туку и на дипломатскиот хор и војните воени аташеа. Благодарејќи на него се организира бројни настани, поврзани со обележувањето на 100 годишнината од Првата светска војна. Покрај ова ја организира изложбата за Американко, македонски односи низ историјата. Но секако, врв на неговиот ангажман беше грандициозната изложба во Воениот музеј на Австрија, во Виена насловена Македонија и македонците во Првата светска војна, која се одржаа во 2017 година. Нашето дружење продолжи по моето заминување од Министерството. Се сеќавам на нашата последна средба, кога разговаравме за потребата да се документираат дипломатските активности на патот кон полноправното членство на Македонија во НАТО. Како и секогаш, имав пријатен разговор со ведриот Александар, исполнет со научна љубопитност, веродостојно да ги зачува историските факти на неговата сакана Македонија. Се договоривме по моето враќање, ова лето да го продолжиме разговорот. Македонија загуби голем патриот и историчар, кој со своето дело сакаше не само да ја презентира историјата, туку и да остави записи од сегашноста кои ќе бидат од непроцената важност за идните генерации. Горди и благословени сме што имавме за пријател професоре Стојчев. Почиве во мир и вечна слава. Епа, уште имаме да ви благодариме. Ние пријателите и семејството, тоа е сестрата на Александар, многу емотивно нели го доживува овој настан.
како и сте сите и ние и пријателите и вие. Па така ве покануваме да се напиете нешто ако сакате да земете и да, нели, во чест на Александар да се подружиме малце. Благодариме што дојдовте. Па добро, еве, може, извинете уште, еве, од неговата вереница сакаше некои зборови да каже, а она е емотивна и се затоа Елена. Александар беше човек со големо срце. Од неговите усни извираше само добрина, смиреност, почит кон секого, со желба секогаш да помогне. Благодарна сум му на Господ за времето поминато со него. Александровата прва љубов беше науката. Неговата посветеност кон работата беше до доцните часови во ноќта. Секојдневно пожртвувано работеше на тековните и имаше планови за многу нови проекти. Еден од нив беше и пишување на книга од собраниот материјал кој го поседуваше заедно со неговиот татко Ванче, но и книгата остана неостварена желба. Александар е човек кој почина 3 пати. Прв пат со татко му Ванче, втор пат со мајка му Зорица и трет пат на 18 април 2021 година. Ова го потенцирам затоа што по смртта на Александар, целиот научен труд негов и од Ванче и останаа заклучени од собствениците на станот во кој живееше под закуп. Затоа ние денес немаме ништо од неговите дела, книги и целокупна документација. Заедно со пријателите се потрудивме да собереме книги од нашите библиотеки за да го обележиме овој ден. Александар, чест ми е што ти имав покрај мене. Ти беше човек со голема позитивна енергија, полн со разбирање кон секого, со почит и љубов кои се реткост во ова денешно време. Колку зборови да искажам, не се доволни. Александар многу пати ми велеше: Бог те прати кај мене, но не знам зошто Бог те зема од мене. Почива во мир и биди меѓу ангелите до денот кога пак ќе се сретнеме. Твоја Жаклина.